Стево Пендаровски има право да го зборува она што мисли дека е најдобро. СДСМ ги разбира ставовите на поранешниот председател на Македонија. Подпредседателката на опозицијската партија Ана Чупевска се согласува со Пендаровски и смета дека повик за мудра дипломатија бил скандалозниот став дека Македонија не требало да се истрча и да застане прва до американскиот председател, кој според него ги пореметил глобалната рамнотежа и трансатлантската заедница. Според Пендаровски, не сме биле ние некоја светска велесила, па да бидеме први до американската држава. Пендаровски си е универзитетски професор, тој е бивш председател на Републиката и во тоа својство има апсолутно право да зборува тоа што мисли дека треба да го зборува. Она што со кое што можам да се согласам со Пендаровски е тоа дека упати апел многу сериозен дека нашата дипломатија треба многу мудро и тактички да постапува во овие глобални околности. Очигледно и официјалниот став на СДСМ, барем што го кажа Чупевска, е сличен оној на Пендаровски. Не сме смееле и не било мудро да привилегираме ниту една светска политика, затоа што така, како мала земја, сме биле најзагрозени. Ниту една политика не смееме да ја привилегираме, особено што контекстот тоа не ни го дозволува, имајќи ги предвид сите глобално политички динамики, кои што, за жал, секогаш во такви динамики најмаличките земји се најзагрозени. Сметаме дека треба многу мудра и многу конзистентна политика да се води на меѓународен план. Од ВМРО ДПМН сметаат дека Пендаровски и СДСМ ги рушат националните позиции и не можат да се помират со фактот дека владата гради силни односи со САД, прашуваат кому му служеа изјавите на поранешниот председател дека од амбасадори дознал кои се позициите на владата и како таа се бори за националните интереси во однос на интеграцијата во ЕУ. Дали Стево Пендаровски свесно ја минира Македонија или во еуфорија пред камера, глумејќи аналитичар, не знае што кажува. Без разлика, дали свесно или не, Пендаровски уште еднаш ја докажа својата оговарачка природа на предавство и откривање на националните позиции. Пендаровски не само што ја загрозува Македонија, туку и шири омраза кон САД и председателот Трамп, кои се наш силен сојузник и партнер. СДС, како едвај да чекаа да свртат грб на САД. Инаку опозицијата првично напаѓаше владата дека е анти-НАТО и анти-Америка, а сега им смета што Мицкоски е близок со администрацијата предводена од Трамп. Македонската власт веднаш по доаѓањето на новата администрација во Вашингтон се позиционираше рамо до рамо со стратешките партнери САД, од каде стигна голема поддршка за напредокот на Македонија и иницијатива за продлабочување на соработката помеѓу Скопје и Вашингтон.